исто на Тремо. Тука така решихме да го правиме, од низа причини, но се радуваме од и така убаво испадна. Значи, Димитар Узунски се уште ни беше жив, кога ја работихме собата и нема ден на смртта, а и нема и зашто да има, зашто самиот Димитар Узунски ќе живее вечно. Он ќе биде вечен, така. Вечен ќе, нема што. Значи, најголемото достигнување негово е впишувањето на орото Копачката во УНЕСКО. Това горе е сертификата од УНЕСКО. Воедно, дуги години е надворешен соработник на Институтот за фолклор и од својата собирачка дејност има повеќе збирки направено, народни песни и ора има, поговорки, брзозборки, детски бројнки и така натака, кои се сместени во неговите тетрадки, кои можете да ги видите внатре во собата, наредени во витрините. Снимил околу 400 емисии од радиото Делчево на Брановите, што се емитуваше на Брановите на радио Делчево, од фолклорното богатство на пијанечкото поднебје. Воедно извел околу 40 народни песни од пијанец кои се емитуваа на Брановите на македонската телевизија и на македонското радио. Најпознати му се запали се Маце планината, таму горе над Разловци, Алиман се шета, Јана иде од Меана, останахме стата, беќаре и двата, не да вода наливаше и така натаму. Значи, ова се градовите каде што ги посетил во текот на својот живот најповеќе со Копачката. Сиот свој живот посветен на Копачката, на фолклорот во пијанец, на неговите истражувања, земајки го од терен се она што е најатрактивно и најбитно, го става на репертуарот на фолклорната група Копачка. Со тој репертуар, ние, носителите сега, на светското културно наследство Копачката во УНЕСКО го прошетавме секој крај во Македонија и истражуваме се уште кај што не сме пошле во наредниот период да појдеме и да го промовираме тоа светско културно наследство, за кое што Димитар Узунски беше најзаслужен, од причини што тој од неговото стапнување за председател на фолклорната група Копачка го има собрано и архивирано сиот материјал за Копачката. Тој материјал послужи да може да се аплицира во УНЕСКО и да се направи апликација. Најголемото негова заслуга е врвна, значи, впишувањето во УНЕСКО. Народен уметник, фолклорист, му додели владата на Република Македонија во 2016 година наградата 23 октомври. Државната награда 23 октомври. Тоа е во кратки црти што може да се каже за Димитар Узунски. Нека му е вечна слава. Нека му земја. Ема му земја там до малко посредно на тебе. Бога ја питаше. О, животе! Чашка да те боли.